Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Нов ден. Зимата е период на настинки, намален имунитет и едноставно речено недостиг на физичка енергија. Како најдобро да се врати потрошената енергија, ако не преку секојдневното конзумирање на салати од свеж сезонски зеленчук? Започнуваме со здравје на мене, нутриционистот Весна Пирузева Петровска, нејзините совети и рецептот за денес. Добар ден, почитувани гледачи. Ето не нас пак во кујната на хотелот Гарден, но овој пат пак повторно ќе се задржиме на коренестиот зеленчук, бидејќи тоа е една топ намирница во овој зимски период, како што кажавме во минатата емисија, но овој пат со една прекрасна друга намирница, тоа е ѓумбирот. Ѓумбирот никако не можете да го преминете во оваа зима, затоа што тој ви дава таа толку неопходна топлинска енергија, бидејќи ви ја поттикнува циркулацијата. Па оние што има навистина проблеми со ладните стапала, ќе си го решат проблемот со ако почнат да го употребуваат овој зеленчук. Ѓумбирот е коренен зеленчук и денеска ќе направиме една убава прекрасна салата, витаминска салата, во која ќе имаме прекрасно шаренило од бои, имаме блитва, но кога зборуваме за зеленилото, тука можете да имате избор. Значи, сакате да ставите зелје, сакате да ставите спанаж, сакате да ставите блитва, тоа е по вашиот избор. Потоа ни треба македан, ни треба краставица, ни треба корен од целер, морков, пашканат, а другите зачини и другите намирници само ќе ја збогатат таа салата. Овдека имаме ѓумбир во прав, бидејќи ако не можете да го најдете како корен и ако подобро е се, како свеж да го употребувате, можете во прав. Истата вредност, една половина лажичка, кафена лажичка на мелен ѓумбир е еднаква на една лажичка рендан ѓумбир. Нутритивно така се совпаѓа. Потоа имаме сок од лимон, имаме маслиново масло, имаме јаболков оцет. Во случај да немате лимон, можете јаболков оцет. Имаме сол, ако некој сака сол да употребуваат, но може само еден прстопат сол да се употреби. Потоа, она што ќе ни ја дополнително збогати оваа наша прекрасна салата е семето од сончоглед и семето од тиква. Лупените семки, всушност од сончоглед и од тиква, и тука ни е лененото семе и интегралниот сусам. Најдобро е лененото семе да го ставате во мелена форма и исто така интегралниот сусам. Интегралниот сусам, да напоменам дека пред да го употребите треба на сува тава да го пропржите и кога ќе слушнете дека почнува да пука зрното, тогаш е веќе добро за приготвување. Тоа е што ни треба за денешната салата, инаку за ѓумбирот можеме многу да зборуваме, а тоа основно нешто што го има во себе, тоа се фитонутриентите, гингеролите, покрај богатството на витамини, на минерали, имате калиум, магнезиум, имате витамини, имате железо, калциум, значи цела палета има во себе. Но гингеролите се тие кои ви даваат тоа што треба кај ѓумбирот, ја поттикнуваат циркулацијата, ви го прочистуваат организмот, значи црниот дроб ви го прочистуваат. Потоа ѓумбирот има многу добро спазмолитичко и карминативно дејство, значи надуеноста, ако имате проблеми со надуеност на цревата и со грчеви во стомакот, тогаш ѓумбирот секако морате, дали во вид на чај, дали во вид на намирница вака свежа, секако морате да го употребувате. Значи, ќе си ги решите проблемите со ладните стопала, ќе си ги решите проблемите со надуеност на цревата, или ако имате, исто така ќе се обратам на женската популација, ако имате грчеви при менструалните циклуси, овај е многу добар начин да наместо медикаменти да употребувате за да си намалите тие болки. Потоа, употребата на ѓумбирот е уште многу голема во медицинска корист, но
сепак внимателно со ѓумбирот, затоа што поттикнува лачење на желездите, па оние кои и на жолчните сокови, оние што имаат проблеми со камчиња во жолчката треба внимателно, а исто така и оние што пијат лекови за циркулацијата, односно против тромбоцитите, тогаш треба да внимават при употребата на ѓумбирот, но тоа не значи дека не треба да го употребувате воопшто. Како рекол народот, и од многу арно не е наарно. Ако правилно го употребувате, тоа секако ќе биде прекрасно за вашето здравје. Се надевам дека бев доста инспиративна и ве наведов да размислите дека ѓумбирот е една од многу посакуваните намирници кои треба во овај период да биде на вашата маса. Се надевам дека не беше тешко да се подготви салатата од ѓумбир, која навистина ќе ве подкрепи, ќе ви го зајакни вашиот одбранбен систем, ќе ве прочисти и секако ќе ве стопли. Ако веќе не сакате салата да јадете, тогаш ви препорачувам еден топол, убав чај од ѓумбир. Секој сабајле и навистина ќе бидете здрави. Ако ви се допадна сето тоа, можете да контактирате со нашата телевизија, да се јавувате, да кажувате ваши рецепти, па се надеваме дека взаемно ќе се учиме ви од нас, ние од вас. Пријатен ден, ви благодарам. И повторно од галеријата Букефал имаме во нашето студио една прекрасна слика, овој пат од сликарката Снежана Зафировска, која е автор на сликата, во која доминира еден стар, но секојдневен мотив, кој буди споменик кај секој од нас. Оваа сликарка е препознатлива по изработката на мотиви кои го отсликуваат некогашниот селски амбиент со своите специфики, почнувајќи од архитектурата, па преку целокупниот амбиент на старо македонско село. Практикувајќи го импресионистичкиот стил во изработката на своите дела, со голема доминација на светлината, нејзините слики се пријатни за гледање и за уживање. Голем избор на нејзини дела може да се видат во галеријата Букефал, каде што постојано ги изложува своите најнови дела веќе 15 години. Иако надвор е зима, не значи дека треба да ги прекинете вашите физички активности кои што секојдневно ги практикувате. Може би надвор е студено за да спортувате, меѓутоа топло облечени, секојдневно треба да поминувате барем половина час на чист воздух по кратка прошетка.
Впрочем, луѓето не страдаат од вирузи затоа што излегуваат надвор на студот, туку затоа што назима се затвораат и премногу време поминуваат во затворени простории и на топло. Почитувани гледачи, во ова издание од емисијата Нов ден ќе проговориме нешто повеќе околу пешачењето. Зошто е тоа добро, зошто се препорачува и зошто се смета за една од најдобрите вежби и физички активности за еден добар и здрав начин на живот. Нешто повеќе околу пешачењето ќе ни каже нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, најнапред да кажеме зошто толку е полезно пешачењето. Па вака се, од медицинска гледна точка имаме многу позитивни карактеристики на пешачењето. Да почнеме едно пешачење, да фатиме на редовност на пешачењето. Многу е добро кај срцевите болести, значи драстично го намалува процентот на можност да се појави некоја срцево заболување или слично. Пешачењето е многу здраво за циркулација исто. Здраво е за проблемите на мускулно-скелетниот систем. Често се среќаваме, зборувавме веќе во некоја емисија со проблемите со ишијата и слично. Значи, пешачењето е еден метод на рехабилитација кај овие проблеми. Здраво е за психичка релаксација, многу помага, значи, за растеретување на телото од секојдневните проблеми што му ги задаваме ние и тие тешкоти што ги задаваме, дали на работното место или дома. Значи, пешачењето општо е еден целосен третман за рехабилитација на телото од многу голем број на проблеми. Срцеви заболувања, мускулно-скелетни проблеми, значи нервни проблеми и проблеми со диабетес, проблеми со масноти, холестероли и слично. Значи, еден начин пешачењето е наједноставен лек во денешно време. Така, значи како што кажа и самиот, многу лекари за многу различни состојби го препорачуваат. Меѓутоа, дали има некоја возрастна граница во која што пешачењето би било повеќе или помалку препорачено? Така, значи, видете сега, во здравствената граница кај пешачењето не постои. Значи, пешачат дечиња од 2-3 годишни до возрастни луѓе, 70 годишни и нагоре, не е никаков проблем. Значи, дали едните или другите имаат потреба за тоа. Кај дечињата до формување на мускулатурата, нивна и слично, кај возрастните до некои здравствени проблеми и слично, нема ограничување. Секако тоа треба да правилно да се темпира и да се дозира пешачењето. Значи, како што веќе кажав, нема старосно ограничување на пешачењето. Така, дали тогаш има некое ограничување во однос на тоа колку еден човек би требало, дали во далечина да пешачи во текот на денот, дали во време или... Така, пешачењето, значи некои си го дозираат по време, некои си го дозираат по должина. Од прилика, најдобро и најздраво било да се пешаше од 30 до 60 минути на ден. Ако некој го интересира колку долго тоа би било пешачење, тоа нека биде околу 3 км максимум. Значи, такво пешачење 5-6 дена во неделата, нас ќе ни драстично ќе ни појача имунитетот, ќе не предпази од некои проблеми што можат да ни наseјават и слично. Значи, доволно е 30 до 60 минути рекреативно пешачење. Така, добро, фала Богу, Господ значи му подарил на Охрид многу места кои што се прикладни за пешачење, дали се работи за прошетка покрај езерото или нели дури и во планина, значи дали има значи какви видови на пешачење има, значи или за кои состојби кај човекот би биле препорачливи? Така, пешачењето, по принцип, значи имаме тука кај нас накратко да кажам, имаме пешачење, значи тука по равна површина, имаме искачување на галичица или слично, имаме испуштање од истото. Треба да знаеме многу малку правила за тоа пешачење. Многу важно е луѓето што имаат проблеми со кичмата, со ишијата и слично, кај нив проблематично е спуштањето надолу. Значи тука имаме едно удирање на прашлените, пошто имаме некој притисок на прашлените при спуштање на телото надолу и после тоа пешачење кај нив се јавува болка во кичмата. Значи тие треба да пазат пешачењето да не име на такви предели каде што имаме спуштање надолу. А за разлика од тоа, например, кој за што пешачи, дали е пешачењето чисто заради релаксација, психичка или физичка, чисто заради
имунитет, пешачењето на рамна површина е најдобро. А оние што сакаат во пешачењето да добијат согорување на калории, топење на масти и слично, се препорачува искачување. Значи се препорачуваат искачување на пешачење на планински предели, пошто таму согорувањето на калориите е до 3-4 пати поголемо отколку нормално. Добро, дали постои можеби некое правило во комбинирање на пешачењето со некои други физички активности? Во смисла, ако се прави некоја друга физичка активност, дали е препорачливо или не е препорачливо да исто така и да се пешачи? Да, дефинитивно, значи. Дефинитивно. Физичка активност од тип, значи, веќе зборувавме во една емисија, ако се тоа вежби домашна атмосфера, вежби во затворени објекти, пилатес, аеробик, йога и слично. Значи во некои од тие вежби како што се йогата, на пример, недостасува таква физичка активност како што е пешачењето. И тоа таму е веќе неопходно да се искомбинира. Значи таму имаме перфектно истегнување на телото, перфектни движења и вежби, кога веќе би вметнали едно пешачење со тие вежби, би било веќе, значи, она перфектен третман за телото. Значи можеме да го вметиме, да, пешачењето е корисно покрај другите активности да опрактикуваме и пешачењето. Гостинката во најновото издание на Нов ден ја препознаваме по незината насмевка, по позитивната енергија и по убавиот збор. Незиното име неизбежно е врзано за хуманоста на дело, подеднакво како и со децата и нивните највесели мигови. Таа е сопруга, мајка, хуманист, аниматор, актер, презентер, љубител на пишаниот збор и уметник. Со еден збор, таа е човек. Добро вечер, Анета Вршковска-Јовановска, и добре дојде во студиото на ТВМ. Добро вечер, Лева, и добро ве најдов. Многу ми е мило што си ни гостинка во Нов ден. Ние можеме да разговараме многу за сите овие работи кои што претходно ги набројав, имено твои улоги секојдневни. Меѓутоа, Анета вечерва во студиото на ТВМ во улога на уметник. Пред се навистина да го изразам своето големо задоволство, бидејќи сум дел токму од оваа емисија која на некој начин ево зародиш и која искрено многу се надевам дека гледаноста навистина ќе е голема. Благодарам. И почестена сум што сум твој гостин. Да зборуваме сега најпрво за твојата изложба, бидејќи како што реков, те имаме овде вечерва како уметник. Меѓутоа, тоа не значи дека нема да проговориме и за другите, нели, твои улоги. Во нашиот разговор пред емисијата, ти ми кажа дека сакаш да прочиташ нешто. Да. Како дел од таа изложба, па повели. Насловот на ова што ќе го прочитам сега е Соединување. А всушност тоа беше и насловот на изложбата за која токму денес говорим. Кога мислата се соединува со гласот, тогаш зборот тежи цели вселени во џебовите. И во нив стуткани тајни како тупаници. Она зад очите и она во душата секогаш има еден вкус, еден мирис, една болка и една полна среќа. Кога допирот се соединува со друг допир во местото помеѓу порите, животот се соединува со друг живот. И помеѓу сите тајни, она на ветрот, во облакот и воздухот меѓу здивовите, зборовите во здивовите и тишините околу нив, меѓу трепките, секогаш меѓу трепките, сите бои, сите звуци, сите чувства, секогаш меѓу трепките, само една мисла, стануваме едно, неделливо едно. Кога мојот мирис станува твој мирис, тогаш секое идно време ќе мириса на нас, на оставнините за сите следни генерации живот. Прекрасно. Ова е текст кој беше специјално напишан за памфлетот кој беше на изложбата. Авторот е Сашо Димовски, кој допрва ќе се слуша за него, ми се чини во ова време. Неговото творештво е бездимензионално и навистина ќе остави белек во литературата во Македонија.
а сигурна сум и пошироко. Навистина прекрасно напишано и се разбира, претпоставувам дека е со голема со големо задоволство напишано ова, особено затоа што е за тебе. Така, меѓутоа, да, имаш да додадеш нешто? Наискрено комуникацијата се случуваше на една од социјалните мрежи. Така. Подолго време го пратам авторот како има свои блогови каде све нели ги истакнува своите дела. Имав прилика и да добијам цели текстови од драми да ги прочитам. На некој начин се воодушевував како е можно така секојдневно некој да има толкав голем наплив на емоции за толку многу да твори. И почнавме со некоја едноставна комуникација и се надевам дека ќе остане така. Се дружиме и на кафе, меѓутоа она што значи пишан збор за мене е светост. А што значи за Анета? Значи соединување. Ова беше соединување низ очите на авторот на текстот, Сашо Димовски, така, меѓутоа, што значи зборот соединување за тебе и како се дојде до самото име и насловот, конкретно на оваа изложба? Така, насловот на изложбата дојде тековно додека се работеше, нели, на незе. Со мојот помал син Јаков се шетавме по Галичица и гледавме како корењата од дрвата се споени со камењата. И од збор на збор стигнавме и до зборот како се соединети дрвата и камењата, а бидејќи токму тоа беше нели моделот на кој сакав да се презентирам себе си, така настана и името, односно насловот на изложбата Соединување. Да поразговараме сега за соединување, односно за идејата на целата таа приказка која што Анета реши да ја наслови Соединување со помош на Јаков. Како се роди идејата, Анета, за оваа изложба? Повеќе време се крчкаше на некој начин, да. Сакав да биде со одреден повод. Сакав долго време истражував повеќе медиуми каде што најдобро би можело да се презентирам. Посакував тоа да е некаков уникатен начин кој ќе го одбележи моето творештво. Се обидов во многу техники, меѓутоа ова што го видов пред повеќе од година дена од една италијанка, исто така уметник, ме воодушеви. Меѓутоа, незините творби се со нели креации кои од незината околина и кои не се обкружуваат. А јас во сите тие камчиња си ги видов нашите охридски куќи, си ги видов црквите, го видов езерото и секако сонцето. А особено затоа што камчињата се твоја пасија. Да. Тоа е многу интересен момент. И кога разговараме, секој кога оди на некое место, нели, мислам, мене ми беше интересно, барем во разговорот, си купува по некое сувенирче, нели, од местото кое што го посетила, и ти ми рече, јас си носам камчиња и песок. Токму така, лева, каде што сум стапнала со ногата, таму сум си донесла и некое камче или некое зрнце песок. На некој начин земјата или каменот е она што сме ние. И токму тоа е она што сакам да си го понесам со себе, нели, од секаде, духот од земјата каде што сум стапнала и каде што сум ја видела. Меѓутоа, од каде е таа пасија? Мислам, таа желба и таа љубов конкретно тоа е уште од детството што и сама не можам да си го објаснам зошто, меѓутоа тоа е нешто што ми причинува задоволство и си наоѓам одредена споредба или нешто што ќе ме поврзи со одреден настан. Еве, можеби ова на никому ништо не му значи, меѓутоа мене ми значи многу. На него има потпис Пепи и е потпишано во 91 година од актерот Пепи Мирчевски од Битола, а ова е дел од една представа која се викаше Без Бог, која се играше пред црквата Канео. И за секој од овие камчиња има посебна таква приказна, меѓутоа 3 дена да зборуваме за моите камчиња и приказни ќе ни бидат малку. Можеби во некоја друга прилика, меѓутоа ете ги чуваш сите тие камчиња, зафаќаат ли многу место или како? Па засега се на едно место така во едно дрвено сандаче со стакло и се навистина моето богатство во мојот дом, лично мое. Така, одлично. Да се вратиме сега на изложбата, значи Соединување. 40 дела
беа прикажани таа прекрасна вечер, можам да ти кажам, затоа што навистина беше прекрасно на изложбата, бидејќи бев таму, сите луѓе беа позитивни, ведри, насмејани и можам да ти кажам пријатно изненадени од она што го видоа. Значи и како од техниката, меѓутоа не знам, веројатно очекуваат цртежи или нешто, а ти сите навистина многу пријатно не изненади. Меѓутоа 40 дела символично по повод твојот 40-ти роден ден. Токму така, Лела, да. Многу размислував како да си го одбележам тој свој јубилеј на 40 години постојање на ова земјена планета. И тоа одлучив да биде на еден таков уникатен начин, како што јас сама си го осмислив и си го реализирав. Многу е пријатно чувството кога ќе имаш одреден сон и кога ќе успееш да го реализираш во целост. Да поразбориме малку сега за техниката, бидејќи ти реков, сите беа изненадени од она што го видоа, затоа што навистина, мислам дека најмалку што се очекуваше беше дрво и камчиња. Меѓутоа, сите тие дела, убаво ми кажа ти, дека имаат своја приказка. Сега, малку прво за техниката, а потоа она што мене ме интересира за приказните врзани за сите тие дела поединечно, односно за некој, бидејќи не можеме, нели, за сите. Така, да. Најголемиот дел од камчињата се од градиште, бидејќи се тркалезни и мазни, и многу ме асоцираа на нашата околина и токму од нив сакав да настана делата. Исто така, голем дел од камчињата беа од пред поранешната специјална детска болница. Специфични се камчињата таму сплоснати. Значи има различни камчиња на различни места, ти знаеш кај да ги пронајдеш. Тоа место е некако на некој начин поврзано со моето детство. Таму често бев на плажа како мала, мајка ми работеше во кујната во таа болница и често бев на тој простор и на некој начин сум врзана за тие камчиња и за убави спомени од детството. Така, техниката е конкретно, значи... Техниката е конкретно дрво, штици, кои на моје големо задоволство, нели, ги добив на подарок од две пилани од Охрид и еве им се заблагодарувам на докторот кој има пилана во Октиси, Нади, и на фамилијата Чулчевски од Лесковец, кои исто така поседуваат пилани. Голем поздрав до нив. Така, ги поздравуваме и ние исто така од студиото. Така, значи на штици кои се обоени со бои маслени, се залепени камчиња, а камчињата се можеме и да видиме. Така, за оние кои не беа на изложбата, нели, и немаа можност да го видат тоа на медиумите, на некој начин вака изгледа моите дела. Ова е делото кое го нареков Канео. Мене барем така ми наликува, меѓутоа најверојатно и на повеќе мине, бидејќи ја препознаа мојата идеја. И дури можам да се пофалам дека веќе имам две нарачки и сега сум потрега по вакви слични камчиња за да изработам толку вакви дела. Значи, овие се сите камчиња од кај нас, тука од Охридското крајбрежје, меѓутоа сонцето е од малце подалеку, тоа е од еден француски остров, каде што бевме со мојот повозрасен син на едно патешествие велосипедско и каде имав можност да ги видам и домашните камчиња и да донесам неколку и токму такви тркалезни сонца беа донесени од таму. Значи, местото е Корзика, нели? Корзика, да. Убаво патување и се разбира се донесе сувенирчиња, камчиња, ама ги употреби, така за понатака да патуваат во нечи дом или канцеларија или секаде каде што се подарени. Да, се подарени. Ќе поразговараме и за тоа. Сакав да те прашам колку време ти треба да направиш едно вакво дело? Откако ќе ги најдеш камчињата, нели? Како оди процедурата? Времето сепак зависи од целата композиција која треба да биде создадена. Има повеќе фази. Кога се бојасува дрвото, па тоа треба да се исуши, па треба да се бојаса дел од камчињата,
па потоа да се исуши, па да се залепат со специјален лепак. Еве во оваа прилика исто го поздравувам и состојаникот на самство и мајстор, каде што го користи бизон лепакот за лепење. Држи 70 кила проверено. Ете, добра реклама направивме. Да. И понатака? Потоа се добојуваат и се дооформилуваат во онаа форма која ќе ја замислам или која ќе сакам да ја доловам на тоа парче дрво, кое на некој начин ми наликува на одреден простор или место каде што сум била, каде што сум посетила, каде што сум уживала или сум имала некое пријатно чувство. Како се случува тоа? Дали тоа бива желба, па седнуваш да го направиш, или си викаш морам да го направам ова сега и ќе седнам? Па како ќе ти дојде? Па во уметноста нема морам. За среќа таму имам целосна слобода и кога ќе го добиеш тој наплив на емоции дека нешто треба да сработиш, тогаш треба да седнеш и да го сработиш. Рековме дека секој од овие дела има приказка и тоа беше видливо, значи барем јас таков впечаток имав кога ги гледав, може да се препознат, и ако под нив нели го пишуваше топонимот на местото каде што се наоѓа. Значи приказка која што ти е тебе омилена и врзана за одредено вакво твое дело. Мене беше интересно, конкретно морам да кажам сега, меѓутоа ќе замолам Анета да го направи тоа, затоа што нели подобро ќе го направиш од мене, да ми раскажеш за сонцата, зошто нели некое сонце многу грее или така изгледа дека грее, а другото има облаче и така. Како што веќе кажа, приказните се многу, и случките и доживувањата, а сепак она најсветло сонце за кое разговаравме и пред гледачите да кажеме дека е местото каде што поминував голем дел од своето детство. Тоа е местото едно село кое се вика Пашино Рувци во Прилеп, и тоа е селото каде што е родена мајка ми. И навистина го, бидејќи е рамно поле, нема воопшто ништо наоколу и го гледаш сонцето премногу големо и премногу сјајно. И токму затоа тоа дело беше со толку големо и јасно сонце. И беше навистина многу убаво, интересно и привлекуваше многу внимание. Дали има уште нешто да кажеме што не те прашав за конкретно за изработката на овие твои ремек дела навистина? А што како уметник нели би ти било драго да го кажеш, затоа те прашувам. Како медиум си го почувствував како свој и дефинитивно ќе продолжам дел од своите дела понатака да ги изработувам во овој стил. Друго околу изложбата да... Така ќе кажеме, дали си задоволна како помина сето тоа? Тие кои што беа видеа се навистина многу задоволни. Така, искрено бев позитивно изненадена бидејќи беше надвор од моите очекувања и покрај тоа што го знам својот круг на пријатели и тоа дека ќе сакаат да видат што сум направила, посебно тоа што го чувам во строга тајност. И единствен што ги имаше видено моите дела беше Елена Додевска, која го спремаше, нели, дизајнот и изгледот на памфлетот кој беше делен на изложбата, исто ги спреми поканчињата. Тоа е една многу драга личност, една од ретките личности во Охрид со која можам да разговарам на еден малку поинаков начин, од оној женски муабет, да речам. Значи, Елена е навистина креативна, е дизајнер и едно огромно благодарам. Изложбата протече онака како што предвидував. Започна со отварањето. Голема благодарност до директорката на Центарот за култура, каде што и во своето излагање кажа дека вратите на Центарот за култура ми се секогаш отворени за моите идни проекти. Огромна благодарност за Славко Упевче, академскиот сликар, кој навистина кажа зборови кои не можам да ги интерпретирам дефинитивно. И исто така бев пријатно изненадена од сето тоа што ми го спреми од хотелот Силекс. Посебна благодарност до Тоше Чечораски, нашиот долгогодишен пријател, мислам и на двете, кој е навистина поддржувач на уметноста. И секако на сите оние кои присуствуваа на тој настан и ме направија толку многу среќна.
Анета, што се случува со овие ремек дела, да речем сега, бидејќи и самата кажа дека изложбата беше дел продажна, така, дел одни се продадоа. Така. Дел одни се дадоа на подарок. Смеам ли да кажам? Слободно. Нека јас си го добив моето омилено парче кое што го носи името Радожда и тоа си има своја приказка. Да. Подсетување на едно навистина многу убаво дружење, токму таму во Радожда. Што се случува и со другите дела, да речем, од изложбата? Ти си голем хуманитарец, претпоставам дека веќе си ги дала во хумани цели или имаш намера допрва да ги дадеш? Дадено е само едно дело на една пријателка на Црвен крст засега, меѓутоа делот, да речем, таа колекција, 40 дела се наменети токму да бидат подарени во знак на хуманоста во било која цел што ќе е потребно, дали да се продадат или да се дадат како подарок на одреден гостин. Меѓутоа и добар дел од нив се подарени на моите драги личности кои сакам да имаат еден спомен од мене и кои сакам да почувствуваат позитивната енергија со која сум ги создавала тие дела. Да те вратам малку назад. 4 март 2006 година. Пробуди многу чудни чувства во моментов. Да, тоа е датумот кога за прв пат се презентирав пред охридската публика со моите уметнички дела. Тогаш малку специфично, сега е многу често да се видат некакви екзибиции и изложби каде што има инсталации. Меѓутоа во 2006 година тоа мислам дека се случуваше само негде надвор од Охрид. И токму тоа беше можеби мотивот за да направам нешто такво. Покрај рачните изработки кои беа на кадифе со срма, со различни мотиви, од кои неколку беа со црковни мотиви, имаше и нарачно изработена хартија со акрилни бои и една сесија, имаше и фотографии со цртани детски лица. Меѓутоа имаше една многу интересна инсталација која на многумина не им беше јасно што значи и остави навистина силен впечаток, а тоа беа 600 оригами, рачно изработени топки во форма на топки, нанижени на конец и ставени на еден постамент. И многу ми е жал што немаше место каде можеше да постои повеќе време и да го гледа публиката, бидејќи во него имаше многу сати работа. Тоа го работев заедно со мојот татко, бидејќи уште како мала, секогаш наоѓаше момент да ми направи некое парченце од хартија и токму љубовта кон оригамите ми е од него. Зошто, Анета, измина толку време помеѓу двете изложби? 2006-2013? Па имало потреба нешто да тлее и кога ќе се собери доволна енергија да излезе на површина и тоа да биде толку силно и јако како што го доживеав. Планираш ли сега нешто набрзо, да не изненадиш повторно, или повторно ќе оставиш нештото да тлее, па пополека се надевам дека паузата нема да е толку многу долга колку минатиот пат. Веќе имам некоја визија, да, во главата, меѓутоа колку ќе го реализирам и за колку време, навистина од овој момент сега не можам да кажам, меѓутоа веќе имам некаков нацрт. И тоа е доволно за почеток. Во моментов работиш ли нешто, изработуваш ли нешто во врска конкретно со последната изложба? Во моментов сум во фаза на прибирање на гамчиња. Ги собирам за нови, токму така. Вообичаено денот ми е вработена во Црвен крст. 90% од работното време посветено на хумани дела, помагајки на нашите сограѓани, за жал на она ранлива категорија на граѓани, меѓутоа и покрај тоа наоѓаме начини како на малку поинаков начин да го доближиме Црвен крст со моите соработници. Така да, еве, можам да кажам дека за сите оние кои што сакаат да се приклучат кон бесплатните работилници за цртање и за изработување оригами, тоа можат да го направат. Веќе една недела работи школото, да го наречам школот за цртање,
и веќе повеќе од месец дена работат работилниците за оригами. Така да добре дојдени се сите кои сакаат. Така, една убава прилика ете и нашата ТВ куќа да предонесе и да ги информира, можеби оние кои што не слушнале до сега, дека може слободно да се пријават во просториите нели на Црвениот крст. Љубител си на пишаниот збор. Дали си само љубител на читањето или можеби Анета прави обиди во пишувањето? Сум се обидувала уште од мала да напишем некој стих. Да, имам повеќе парчиња. Можеби во некое догледно време да излези една стихозбирка, која навистина ја посакувам, кога тогаш да го види белиот ден. Да, меѓутоа, да, голем љубител на пишаниот збор. Во моментов се уште сум на препрочитување на книгата на Тунтев, на која морам по 3 пати да се вратам на одредено нешто за да го разберам. Го правим, да. И затоа не можам да стигнам до крајот. Меѓутоа, во секој случај сакам поезијата. Се воодушевувам се уште на поезијата на Гане Тодоровски. Сум имала чест да ја презентирам и не само неговата. Наизуст знам од Бошко нели Смаќовски делови, од Блаже Коневски, така да во често знам во одредени прилики да кажам некој стих. И тоа ми причинува навистина задоволство. А тоа е останато од она време кога, колку што се сеќавам, Анета ги презентираше тие песни токму по одредени поводи, нели? Дали тоа беше соработка со библиотеката или? Така, да, правиме ако грешно. Активни 4 години, буквално секој петок имаше пладневно читање во библиотеката, каде што можеби повеќе од 200 наслови поминаа низ моја рака. За да го доловиш чувството на поетот, треба да ја прочиташ целата книга, а не само 3 не песни. Не само тој дел кој што. Така, и ова е една препорака до моите млади колеги кои нели се сегашни презентери на поезија, навистина треба да ја прочитаат книгата пред да ги кажат оние 3 избрани песни, бидејќи така ќе ја почувствуваат душата на поетот и ќе можат подобро да ги интерпретираат. Ти не достига ли тоа конкретно, ете, читање, презентирање? Пред јавност, иначе дома веројатно може да се читаш. Впрочем, мојата работа сепак е поврзана нели со презентирање и со јавно појавување во медиуми. Така да на некој начин си се надополнува во одредена сфера. Да. Тоа го правам сега со волонтерите, со презентација на одредени проекти, со работилници на различни теми, каде што ја подигаме свеста на младите, посебно во областа на трговијата со луѓе, дискриминацијата, сексуално преносливите болести и така натаму. Со Анета може навистина многу да се разговара и тоа на многу најразлични теми. Меѓутоа, она што сакам да те прашам, се однесува на дечињата и нивните највесели денови, односно родендените. Позната како највеселиот кловн или кловнета. Од неодавна имам ново име и навистина многу ми се допаѓат. И многу и благодарам на Ања за моето ново име. Благодарам Ања Алчева за моето ново име Кловнета, кое многу ми одговара. Бидејќи сакала да го спои кловнот со тканета и кажала Кловнета. И јас во тој момент сум Кловнета. И навистина е неописиво чувството кога на еден таков убав момент, на највеселиот ден на секое дете, да бидиш дел, да бидиш во најсреќните моменти на родителите кога го споделуваат со своето чедо. Тоа на некој начин ќе ми даде живот и после моето земно постоење, бидејќи сите ќе се навраќаат на фотографиите и на мислите како си ги поминале своите родендени. Апсолутно, ќе те има на секоја роденденска фотографија. И не само тоа, туку во суштина и го правиш денот навистина весел и поубав и поинаков. И не само на децата, додека одам до местото каде што е роденденот, сите лица кои ќе ме видат по патот се насмеани и тоа навистина е многу пријатно чувство да насмееш некој. Токму како и што кажав, затоа те познаваат, нели препознатлива си токму по таа насмевка и продолжи понатака да ја имаш, да ја носиш, а сега уште малку се имаме и мотиватор, односно
Ги анимираме нашите гледачи да почнат со нови навики, нели, во своето секојдневие, кои што се однесуваат на здравиот начин на исхрана и на спортувањето, односно она во здраво тело, здрав дух. Колку, Анета, ти внимаваш, здраво се храниш и колку, можеби, ти останува од твоето драгоцено време за спортување? Спортот навистина ми причинува огромно задоволство. Секое украдено време за спорт навистина го продолжува животот. Преферираме велосипедизам во нашето семејство. Повеќе од 3 години како сме сите дома на режим на исхрана, покрај Јован, мојот повозрасен син кој е велосипедист професионален, се трудиме сите максимално да здраво се храниме на некој начин. Така да од употреба во нашиот дом одамна се веќе исфрлени маргаринот, вегетата, се користиме природни зачини. Присутно е овошјето, зеленчукот во обемни количини, оризот многу исто така, кој го кувам само со малку ладно цедено масло и со малку хималајска сол и некој домашен зачин. Дали заради Јован почнавте здраво да се храните, заради потребите нели на ова што тој се бави со велосипедизам или? Во главном големите промени се случија токму заради тоа, меѓутоа како информации за она што значи добра исхрана или здраво обстојување на нели во животот, токму знаевме што е добро, а што е лошо за конзумирање. Не така, како се справуваш со сите овие, како што ги нареков на почетокот, улоги? Ти стигнува ли денот 24 часа? Па да, ми стигнува затоа што не гледам сапуници. Имам време за се. Да, се наоѓам понекогаш во теснец со времето, меѓутоа затоа понекогаш трпат и моите куќни домашни обврски. Впрочем, никој тоа нема друг да ми го направи, пак ќе си го направам. Ќе почекаат на тебе, впрочем, домашните обврски. Ти благодарам многу што беше гостин во нов ден. Ти посакувам се најубаво на сите полиња и на уметноста и се разбира во твојата секојдневна работа во Црвениот крст како хуманитарец. Ти благодарам тебе, Лела, за поканата. Навистина, огромно ми е задоволството што сум денеска токму овдека во ова студио и во твојата нова емисија. Искрено сакам уште една благодарност да изразам, а тоа е на дечињата од Дневниот центар за раци, кои се потрудија да ме украсат денеска, а овај гердан е токму изработен од нивните рачине, ја топло ги поздравувам и да продолжат и понатака да изработуваат накид. Навистина прекрасно, прекрасен гест од твоја страна. Ги поздравуваме и ние во оваа прилика од студиото на ТВМ, од целата екипа поздрав до дечињата и да продолжат се разбира така со нивната креативност. Има од кого да учат. Анета, навистина ти благодарам, ти посакувам уште еднаш успех и се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. До скоро, видување. Знаете ли, почитувани, дека постои научен институт за боја? Се вика Пантон и стручните лица кои работат таму на почетокот на секоја година на светот му откриваат која боја ќе царува следните 12 месеци. Па сега, да погледнеме сите заедно која е бојата за 2014 година со рубриката Урбан сонувач. Орхидеја која зрачи. Така е официјалниот назив на бојата што според прогнозите ќе ја одбележи годината што следи. И годинава Американскиот институт за бои Пантон избра боја на годината, чие техничко име е Пантон 18-3224 Radiant Orchid или розево-виолетова. И додека тоа некому му изгледа смешно, некој сериозно го сваќа изборот на бојата, како на пример модните дизајнери и маркетинг агенциите. Еве што велат од Пантон за изборот. Орхидеја која зрачи, предизвикува и инспирира сигурност и зрачи љубов. Тоа е боја која освојува, која ве привлекува со својот неверојатен шарм.
Розевкасто-виолетовата боја е изненадувачки сестрана боја, која содржи многу нијанси на зелена, тиркизна и светло-жолта. Оваа боја символизира оригиналност. Извршниот директор на Pantone Color Institute, Леатрис Ејсман, изјави: "Ова е иновација на иновацијата. Оваа боја го храбрува развојот на креативноста и оригиналноста, со што воведува повисоки стандарди во денешното општество." Но како тие одлучуваат која ќе биде бојата на годината? Секоја година Pantone одржуваат таен состанок во европскиот главен град Брисел. Состанокот, како што се шпекулира, се одржувал во сива безбојна соба. 2 дена представници од различни држави кои работат на полето на индустрискиот, модниот или применетиот дизајн, како и производители и други компании, ги презентираат своите идеи, односно зборуваат и дебатираат за тоа кои бои планираат да ги употребат во наредната година. Нивните инспирации доаѓаат од забавната индустрија, новите артисти и уметници, популарни туристички дестинации и други социјекономски услови. Колкаво влијание има Pantone врз модните трендови е тешко да се каже, но очекувајте орхидејата која зрачи на Pantone да ја гледате на секаде околу себе во 2014-тата. Модната куќа Cartier, специјализирана за изработка на накид, часовници и декоративни предмети, создава историја веќе 166 години. Cartier оваа зима својата долгогодишна работа ја изложува во поставка со повеќе од 600 парчиња, од 4 декември до 14 февруари во Париз. Организирана хронолошки, изложбата содржи парчиња накид, како и илустрации и документи од архивите на Cartier. Почнувајќи од стилскиот накид на Мизон, екзотичните и геометриски арт-деко ремек дела, па се до иконските парчиња инспирирани од животинскиот свет. Секое парче ја осветлува еволуцијата во дизајнот на Cartier. Тука е и селекцијата на смели парчиња направени по порачка за Грейс Кели, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Елизабет Тейлор. Секое е уникатно и неповторливо, како и жените кои ги носеле. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Нов ден. Ви посакуваме да останете во добро здравје и се разбира да се видиме со најновото издание за 7 дена. Пријатно!